Светот отиде напред, ама земјоделието во регионот е заглавено во 19 век. Ово особено важи за начините за наводнување, кои понатаму се базираат главно на дожд или природни извори, кои не секогаш го има кога на земјоделците и треба. Нема кај нас наводнување. Од од реката кој има вода, со мотор да навадиме, нака немаме ние водовој тука. Така, вај система капка по капка што кажуват? Пошто не е донаводен тука и нема вода тука, не е уведено. Треба. Да, од реката некој со цевки набиваме и така. Тоа и некој нормално пушеш уредо и течеш, па одбиваш вода и така. Токму ова е една од најголемите грешки во земјоделието, зашто искуствата покажале приносите најмногу зависат од оптимално наводнување. Нешто што може да се постигне со системите капка по капка. Системот за наводнување капка по капка. Најубавото нешто што е измислено во Израел, и затоа сега пустината во Израел е оаза. Рајска градина, нема таму песок, таму има зеленило колку сакаш. Значи, нашите сега скромно почнуваме се тоа таму дека тие зеле веќе и го користат тој систем капка по капка, има изворедни добри резултати. 4 пати повисоки приноси. И како да не живееш со земјоделие кога знаеш дека ќе ти роди и ќе дае почвата. Но во регионот одвај 10% од земјоделците имаат инсталиран оваков систем. За да се постави системот за наводнување капка по капка на хектар површина, се потребни 106.000 динари за овошен насад, 114.000 динари за лозов насад и 123.000 динари за систем за наводнување на житни култури. Овие пари се многу за земјоделците, но тие можат да бараат државата да им покрие 80% од сумата. Сепак и покрај ова, модернизацијата во земјоделието оди тешко. Токму тоа се навики кои агрономот Љупчо Иванов сака да ги смени, преку циклус предавања што се организираат од страна на Комисијата за земјоделство на Штипскиот огранок на ВМРО ДПМНЕ.